Добар ден, јас сум Сунчица Петрова, наставник по македонски во Основното училиште Браќа Миладиновци, општина Аеродром. Денес ќе станува збор за наставна единица за 7 оделение. Тоа е тематската единица лексичко значење на зборовите за синоними и хомоними за овој час. Целта на часот да се прави разлика меѓу лексичко и граматичко значење на зборовите, да ги припознаваат синонимите, антонимите, паронимите и хомонимите. Најнапред да се знае дека зборовите имаат две значења, граматичко и лексичко значење. Од граматичко значење представува зборовите да имаат граматички категории, род, број, лице, време и останати. Ќе го земаме за пример зборот град, неговото граматичко значење како вид збор тој е именка, граматичката категорија род е од машки род и граматичка категорија број тој е во еднина. Лексичко значење, односно ја покажува врската или односот на зборовите со предметите и појавите. За зборот град, неговото лексичко значење тој е хомоним, зборови со иста форма, но со различно значење. Зборот град значи и место за живење, но и природна појава. Со лексичките значења на зборовите се занимава лексикологијата. Според лексичко значење на зборовите, тие може да бидат синоними, хомоними, антоними и пароними. Синоними се зборови кои имаат различна форма, но исто или слично значење. Го добиле името од грчкиот збор синонимос, што значи исто значен, исто имен. Овие вид зборови се важни за јазикот, бидејќи на нашата мисла можеме на повеќе начини да изразиме. Имаме примери за зборовите кои што ги гледаме на екранот. Тоа се виножито, негов синоним е дуница, за извр синоним е вруток, а на доктор синонимот е лекар. Хомоними се зборови со иста форма, но со различно значење. Значи во јазикот има случаеви кога различни предмети и суштества појави имаат исто име. Доаѓаат од грчкиот збор homo, што значи ист. Ќе го земеме за пример зборот коса. Во следниве случаеви тој е употребен во различни значења. Марија има кадрава коса, косачот ќе искоси тревата со коса и Петар нацрта коса линија на таблата. Следуваат вежби. Во првата вежба за следниве зборови наведи синоними. Наведени се повеќе зборови за да можеме да извежбаме поубаво. За зборот ладен имаме синоним студен, девојка или мома, говори, синонимот е зборува, вселена, космос, шума, гора, памет, мрачен, темен, лекар, доктор. Во следната вежба со следниве зборови направи реченици со хомоними. Тоа се зборовите пита, лак, глава, син, скара и бара. За зборот пита следуваат реченици: мама направи пита со јаболки и детето пита за леп. Марија купи црвен лак за ногти, Коле во раката држи лак и стрела. Никола е умна глава, знае се што ќе го прашаш. Ја прочитав првата глава од книгата. Тато ми купи син велосипед. Син на мама. Маја се скара со својата другарка. Со тато направивме вкусна скара. Дождот направи бара во дворот. Горан бара сладолед од мајка му. Третата вежба додаде ги испуштените зборови хомоними во следните реченици. Девојката Витка, тој секоја година зелка во бурето. Тука го употребуваме зборот става. Во првата реченица девојката има Витка става. Тука е употребен зборот става како именка. Тој секоја година става зелка во бурето. Тука е употребен зборот става во функција на глагол. Град ги уништи посевите
И Скопје е мој роден град. Град како природна појава и град како место за живење. За овој час толку, за следниот час ќе зборуваме за антоними и за пароними. Ви благодарам многу.